Нема повеќе да има чекање на шалтери и клати врата земај плата во државната администрација. Атрактивните државни столчиња за кои што сите фаќаа партиски и лични врски нема да бидат повеќе толку посакувани. Државните службеници со новиот реформски пакет од закони, ако не се стручни и компетентни, ќе се соочат со јавни опомени, кратење на платите до 30% и назадување. Освен ова, никој нема да може да се вработи ако не ја помине новата академија за државни службеници, која што ќе стартува од 1 јануари 2027. Министерот за јавна администрација Горан Минчев вели дека заврши времето на партиското вработување и нефункционалните административци. Со законските решенија кои што поминаа во собранието, се очекува конечно да се стави ред на хаосот, а граѓаните да добијат квалитетна услуга, подвлекува министерот. Конечно, согласно оценките кои што еден јавен службеник ќе ги добие и отстранување од работното место. Исто така во рамки на ова веќе е актуелно и тоа важи, значи ако некој не доаѓа 3 дена на работа, веднаш добива отказно решение. Што се однесува до оние кои што се вработени, а кои што не го даваат својот максимум, значи веќе не постојат личности кои што не доаѓаат на работа. Ние во оваа година се потрудивме да тоа го напредиме, да го намалиме. Од вработените во администрацијата ќе зависи дали ќе бидат избркани од работа или ќе напредуваат во работата. Министерот Минчев не знае уште колку административци седат дома и земаат плата, но верува дека бројката годинава е намалена. Изгласан е и законот за инспекцијски надзор, а истовремено се подготвуваат уште 3 нови закони: Закон за висока раководна служба, за организација и работа на државната управа и за воспоставување на систем за плати во јавниот сектор. Сето ова за министерот значи дека администрацијата конечно ќе се коригира и ќе стане функционална и услужлива. Веќе 10 години усвојувањето на овие законски решенија беше одложувано, додека пак во последните 5 години истите беа истакнати како структурни бенчмаркови во извештаите на Европската комисија, како и во процесот на скринингот, и представува сериозен предизвик за исполнување на обврските од реформската агенда и нормално за нашата европерспектива. Години наназад ниту една влада не го реши проблемот со партиското вработување и мрзливите службеници што седат под државна капа. Освен со казни и бркање од работа за оние кои што не се функционални, новите закони носат и награди, како и заслуги за тие што се работливи и се трудат.